Ако денеска е сабота, вчера петок, утре недела, што е задутре? Понеделник, значи прв работен ден. Добро вечер. Добро вечер. Друже судија, овие ВМРО-вците опасно не навалија. А можда ни се фатат за опаш. Добро, ти не се плашиш? Ич бе, колега, не се плаша. А ти? Па ме фаќа малку страв, како да ти кажам. Виш, зборат у парламент не оговараат кострини. Нека збора. Абе, секое чудо е за 3 дена. Плюс ми ја гајле, бе, другарче, бе. Јас имам 2 книжки. Она од СДСМ утре ќе ја палам. Ја имам 3 да ти кажам и од ту извадив. Стварно? Да. Пали тоа одмah. Шо ќе те, они со години више нема да играат. Него, да те прашам, колку предмети скри во фиолка вчера? Само 2, а ти? Само 1. Какви времења дојдоа, бе, друже судија. Лани ова време по 5-6 кривични пријави криевме у фиок. А сега Тоа беа времења. и пари. Дефинитивно. Ама слушај сега, да не смиздриве, шо било, пак ќе те кажам, секое чудо е за 3 дена. Конобар, ајде донеси 2 ракиички и по 1 чорба, може телешка? Абе, може, ама 2 телешки и 2 ракии. да не е рано бе за ракија 9 сат са бајле, бе. Имаш нешто работа денес? Па имам да сокријам уште еден предмет у фиока и сидам дома. Па така бе, друже бе, јади, пи, весели си на скупството. Постири се! Ајде, конвар, донеси бе тоа 2 ракии и ми си суши грлото, аман. Не се плаши, колега. Ајде, ева ме гај. Почитувани медиуми, на Аздисот му нема крај. Замислете, министерката за одбрана, господја Шекеринска, на лешници и бадеми потрошила 5000 евра. За морски плодови потрошени се 80.000 евра. Според нашите информации, секојдневно министрите на Социјалдемократскиот сојуз јадат по кафеани и тоа бифтеци, месо од ајкула, салати и овошје. Се разбира, за сето ова време нашиот народ гладува. Не грижете се, кога ќе се вратиме на власт, ќе ги преиспитаме сите овие договори и ненаситните ќе бидат казнети. Благодарам за вниманието и пријатно. Почитувани медиуми, премиерот Христијан Мицковски и неговите министри од сабајле до вечер јадат папаја, мангу и аспарагус. Склучен е договор со скопска фирма за набавка на овошје и зеленчук, договор вреден 35.000 евра. Нарачани се 80 видови производи, 600 кг банани, 1100 кг јаболка, 1500 кг домати, 2200 кг краставици, но и 15 кг авокадо и 10 кг папаја. Прашуваме, има ли крај на ова расипништво? Почитувани, ние во владата ја разгледуваме опцијата ништо да не јадеме и да живееме само од воздух. Колку да знае народов, ова не се нарачки за мене и моите министри, јас банана со очи да не видам, ова се нарачки за странски гости, делегации, вработени и така натаму и така натаму. Почитувани, само што се вратија на власт, почнаа повторно да аздисуваат. СДСМ преку фирма која што ја води балдзата на генералниот секретар нарачале 5 тони ослич, 4 тони харинга без коски, 4 тони кикирики, 8 шлепери индиски ореви, 300 килограми помаранџи, цитрони и лимуни. Што да се каже? Што да се каже освен дека додека народот гладува, СДСМ се гоштева? Исто така заборавив да напоменам дека се порачани и 100 пакети тулумби. Никогаш Северна, само Македонија. Ви благодарам. Леле, господинов со 2 различни кондури. Господине, зашто 2 различни кондури? Не сум приметил, погрешка. Па добро, дали сте расположени за кратка анкета? Ако не сум расположен сум. Вака, господине.
20 годишна британка ја продала својата невиност за неверојатни 1.900.000 евра. 1.900.000 евра за невиност. Браво за Чупева. Аллал е вера. Значи тоа е паметно девојче. Па не е она ко сестра ми глупа, бе. Сестра ми е глупа ко точак, веруј ме. Зошто така? Како бе, зошто така бе? Сестра ми му се даде на овој зетот што ми е за 10 кебапи, едно пивце и гледање звезди у градски парк. И знаеш што е најстрашно од све, што он до ден денеска се фали колку она лесно му се дала. Мислам, а да го видиш зетот од смотан по смотан. Бе, сестро, е. Добро, господине, започна изградбата на граничниот премин Маркова нога кон соседна Грција. Многу сум радосен заради тоа. Јас секоја година си летувам во Преспа и таму има една плажа се вика Дупени бич. Ја обично таму се бањам. А Дупени бич е на 500 метри од овој преминов сега што ќе го прават, Маркова нога. Така што, значи, ја во блиска иднина од Сабајле се бањам во Дупени бич, а навечер одам на Узакис во Грчка. Се разбира ако го направат преминот пред да начукам 80 години. Така. Да. Господине, делегација предводена од нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова беше во посета на Азербејџан. Ми спомнеш Азербејџан, одам ми текно на Ѓорѓе Иванов. А зошто? Па Ѓорѓе Иванов кога беше председател, врт за врт, одеше во Азербејџан. И сега пази една коинциденција, ovo сум го мислел бе. Ѓорѓе Иванов е професор на правен факултет. Силјановска, професорица на правен факултет. Ѓорѓе Иванов, каже го беше бивш председател, Силјановска, сегашна председателка. Ѓорѓе Иванов во Азербејџан, Силјановска во Азербејџан. Се тече, се менува, само Азербејџан никако не излегува од мода. Одам да се пресоблечам. Ајде. Срамота вака. И дома имате една таква, што? Државната комисија за спречување на корупција ќе утврдува дали имало судирни интереси во случајот со тендерите во Министерството за дигитална трансформација. Па таму ја не гледам афера, мислам се пријавила квалитетна фирма и добила. Сега језда таа фирма е на сопругот на државната секретарка, ама па што? Имале, понудиле цена од ниска по ниска, плюс се заштедени 16.000 евра народни пари. Така? Сега ме чудат овие од антикорупцијска. СДСМ објавува некоја афера, они одма реагираат. Па кога беа СДСМ на власт, а ВМРО обелодени некој криминал на комуњарите, они се правеа на удрени и чекаа со месеци, мислам. Добро, не е така. Така е, ама штом избереме салам, суди и обвинители, ќе видите што е правда. Ваша правда? Дечко, ти ја запамти фацата, така да знаеш. Мислам, пази што збориш, што прашуваш. Добро, ајде да олабавиме малце. Може да олабавиме малце? Афера Мазут. 11 лица приведени, многу пари испрани, многу луѓе збогатени. Мазутот го труел народот. Види, на времето у Америка имаше мафиози. Правеа што сакаа, ама им го земаа скалпот. Кај нас мафиози имаш на секој ќош. Грабат, крадат, се спрдаат со суди, со обвинители. Мене Македонија у моментов ми личи на една блудница, стајана на плоштад, и сите ја драпаат кај што ќе стигнат, додека не ја распрчат. Министерството за здравство го поништи огласот, Ѓока Construction нема да гради катна гаража на клинички центар, а паркингот ќе биде понуден на градски паркинг. Значи, уште долги години ќе има гужва на клинички, ама тоа е тоа. Сега Ѓока Construction отиде у историја, ама затоа дојде време на Шиемига Ѓока. Европската Унија воведе контрацарини за американските стоки. Тоа ќе биде права трговска војна. Или ќе се затепаат скрос, или ќе се смират, трето нема. Ама затоа ние од страна ќе фаќаме сер и ќе си крадеме на рад, дечка. Инаку дефинитивно се подпишани указите за отповикување на 8 амбасадори. Тие ќе се вратат дома, на нивно место ќе заминат нови екселенции. Леле, фала што ми кажа да идам дома да си куцкам сиви.
Друго, нели ме личи за амбасадорка? Имам брендирана гардеробка, имам високи стикли црни чорапи, од јазици знам, пази се, српски, босански, хрватски, бугарски разбирам, англиски speak without problem и печена амбасадорка. Добра, доколку станете амбасадорка, имате ли некаква визија, некаков план, програма? Нормално дека имам. Ки си одам на коктели, ки си пијам шампањска, разни видови, просеко, моети, свашта. На здравје нека. Фала да ви се враќа и да ви се пофалам. Имам и тазе книшка. Цецке! Газда! Добар ден! Добар ден! Дали сме Добар ден. добри? Добро. Браво. Супер, еве имаше некои состаноци. Ајде молим те, јави му се на телефон на Марко. Нека го викне и Симча. Добро. Да одржиме еден краток состанок. Имам нешто важно да им кажам. Ало? Цецов дека Марко, ај дојете со Симе одма тука пред гаража со газата да се видиме. Ајде. Да. Ајде, одма, ајде. Да дојете, вика газа. По дома Ајде. добри сте? Добро, мислим, добро. Овој мој, само дупка направи на крајот. Аман. Само пие и седи. Ден ноги. Тоа не знам дали. Не може да се откаже, а? Не може да се изврцна. Оте газда. Дојде Август. Здраво, газда. Здраво, Марко! Шо преш бе, добар? Добар газда. Здраво, Симче. Барен бе? Тој бе, буце бе, супер. Не буца, вежба се. Браво, се гледа. 15 кило е ослабен. Стварно? Да. Симче, бе, и женска ќе фатиш. Слушайте ме се. Не знам дали знаете, но во моментов работничките синдикати во Македонија се во војна. Синдикати. Синдикати, да. Ја прв пат слушам дека има работнички синдикати. Сиеме. Вака се. Два се синдикатите во Македонија. Добро. Едниот работнички синдикат е ССМ, Сојуз на синдикати на Македонија. Вториот е КСС, Конфедерација на слободни синдикати. Јасно бе? Газда, јас за тој ССМ имам чуено, за тој КСС не. Па сега си чуo. Ја, газда, нисум слушнал за едниот, ни па за другиот. Добро, ајде Симе сега. Ова што ќе ви го кажам, запамтете. Добро, газда. Сега луѓе од синдикативе идат по фирми и сакат да зачленат што повеќе работници во нивниот синдикат. Ако ви дојдат од ССМ, не, фала, не сакаме кај вас. ССМ не се од нашите. Ако ви дојдат од КСС, да, повелете, ќе се подпишете. КСС се од нашите. Дали се разбира? Да, значи КСС, КСС, наши. Добро, газда, не е проблем, него ета. да ве подсетиме дека ни ветивте покачување на плата за април. Ајде бе. Да, газда, уште пред нова година ни вети и еве дојде средина на март. Ајде да покачуваме платата со 27.000 не се живее. Ајде. Цеца, дали е точно ова? Точно да. Стварно сум ветил? Стварно ветил. Пред нова година? Сте заборавиле, да. Добро. Ние денеска не се собравме да разговараме за плата, се собравме да разговараме за ССМ и КСС. Значи кај ќе се зачленим? Во КСС. Симе кај ќе се зачленим? КСС. Добро, Тоа го решивме, супер. Добро, газда. Супер, ајде, доста е. А покачувањето? Па сега покачувањето друг ден бе, па ја не можам се во исти ден. Кој ден? Ајде. кај да знам кој? Чекайте, јас имам еден предлог. Кажи се. Денеска е 15 март, така? Така е. Може ли да направиме состанок за 17 дена специјално за покачување на плата? Едина точка на дневен ред да биде тоа. Мене не ми пречи, може. Значи од сега за 17 дена. Добро, газда, тогаш се гледаме за 17 дена. КСС. КСС. За 17 дена те држам за збор. Да ме држиш. КСС. 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 Цеце, а зошто баш за 17 дена? Газда, денеска 15 март, така? Така е. За 17 дена е 1 април, ден на шегата. Ти ќе им направиш априли лили и нема да им ја покачиш платата, разбираш? Ја, Цеце. Па ти не си секретарка, бе. Ти си мозак, дојдете гушна, бе. Мозак мали. Цеце, ајбе вечерта да носам охри. Е, А? идам, газда. Идам? Сериозен си? Нај.
Леле, ќе му купам на овој мојов една гајба пиво и ќе испарам, нема ни да осети. Важи. 7 сат доаѓам те зијам. Важи. Депилation и... Не се секирај. Ајде, чао! Чао. Одлично. Ти А? фрлиш лопатата, Така? така во темелот, Добро. чак, фрлите. И поглед на кај камери, ако има, а ќе има како може да нема. Блага насмевка, не извештачена, полека. Значи, ајде, Чекај. сега да се насмевнеш. И сега фрлија во темел. Така, одлично, одлично. Вежбај си сега, вежбај си. Вежбај си, така, одлично. Вака, значи, гледам, Така. па после погледнам долу и Тоа. Така, демек, нишанам. Здраво, колешке, здраво. Ајде, вежбај си ти сечење лента. Така, држи од ова. Каква акција во живо. Добар ден, добри луѓе, што правите овде? Добар ден, добар ден. Ега, што можете да видите, вежбаме фрлање лопати во камен темелник. Премиерот фрла лопати, министрите фрлаат, ќе дојде ден и ја да фрлам, така што инвестирам во својата иднина. Еве, баш вака инвестирам. Ева. Браво, браво, млад човеку со Многу ни е старечки дух. талентиран. А, вие, господине, забушавате нешто? Ни случајно. Кое забушавање погледнеме во завој сум. Јас 10 дена вежбав лопатарење. И многу ја стискав таа лопатата. Плускав се и на лева и на десна рака. Па ми се разранија. Па ми загноеја. И сега секој ден сум на преврски. Ама во приватна болница не можам у клинички центар да идам, бе. По саат време барам место за паркинг. Со лесно нека е, господјо, вие што правите? Абе, ние глупо е како жени да лопатариме, па се договорив со премиерот, ние жените од ВМРО да вежбаме сечење ленти. Ленти. Така, поред вакви арслани, вие да фрлате Така е, лопати, да. мислам. Тоа- Што е важно при сечењето лента? Најважно е ножицата да ти биде остра. Ако е тупа ножицата, тогаш може да ти заглави на пола, ама мојата е остра и може да се смее пола народ, разбираш? Чекај и ова. Шо бидна бе, дечкове! Шо бидна, бе? Шо бидна? Ти мислиш, лесно е да се лопатари вака? А? Што све ние мора да правиме за вас бадијалџиите? Убаво му кажа, така е. Вака, сега јас ве оставам да продолжите со ова тактичко показна вежба. Не, А тебе, дечко, изгледа од тоа авокадото ти е. тука сечи. Какво авокадо, бе? Јас само папаја јадам, бе. Ајде, со лесно, пријатно. Чекај. Дај ми една лопата, жив и Ајде, среќа пази и само. јада. Пази само, пази. Како боли, бе? Пази, ајде, Чекај. Падна Ајде. ова, бе. ајде. Така, Тука дојди малку ако сакаш ајде. да подржиш. ајде, опа. Сечеме. Другарче, не знам дали си приметило, ама македонскиве љубовни песни содржат многу еротски елементи. Например, оваа: Не стои доне донке, не гледај ме, од гледање донке фајде нема. Па нормално нека нема фајде, нешто конкретно. И продолжува: Дај дуни дуни донке, дај дуни дуни донке. Одма друга ситуацијата, насмевка на лицето. Или оваа имаш: Врана коња јавам ја, одам по невестата. Арнава: Татко ја дава, село не ја дава. Зашо не ја дава селото? Оти е убава. Уствари, женска била социјално активна у селото, знаеш, имало. Се гледала со доста мушкарци таму, ме разбираш? И сега овие се побуниле, почнале да викаат: Не ја даваме, не ја даваме, што ќе клецаме, што ќе клецаме. И така, другарче, има уште мал милион примери, али да сме живи и здрави, со Баркли у некоја кафана, со жива музика у позадина, ќе ги обработиме. Така, другарче.
Многу често знаеме да кажеме, оние западњаците се ладни луѓе. Притоа мислиме на европејците и американците. Ладни се, егоисти се. Па ладно им е таму е климата ладна и они се ладни нормално. Ептен, како Сибир. Да. Кај сте биле на запад? Моментално на запад, само Западна Македонија. Гледаш што се случува све со нив. Како не го гледаат нашиот дел Балканов, бивша Југославија, како не третираат. Тоа како втора или трета лига. Ма добра ако сме втора, трета, да не се ептен подсојуз. Дали луѓето на запад се ладни? Па, ја мислам дека не се, зашто би биле ладни. Па си бркаат своја работа, не се замараат со другите. Како мраз. Сте биле таму? Не, ама у фрижидер може да ги смрзнеме. Да како знаете дека се ладни кога не сте биле кај нив? Ама дека нив, они дојдоа кај нас И и сте се запознале со некој? со една. Од каде? А сте биле на запад? Да, Каде? во Виена. Имам внука таму. Што вели внуката во Виена? Како виенчаните се дружат меѓу себе? Па тоа ти кажувам дека се дружат затоа што има многу македонци и таму се дружат. Тука немат време. Ладни као поише од нас. Добро, заклучивме дека западњаците се студени. А какви сме ние? Па ние сме топли. Што значи тоа ние сме топли? Гостопримливи сме, позитивни, дружелюбиви. Да. Мислиме едни за други, Па да, може да се каже. се сакаме ли? Па зависи. Што последно убаво си направил за некој твој пријател, сосед, роднина? Па не знам сега. Моментално не можам да се сетам. Топли сме ние? Баји тоа. Гостопримливи? Да. Македонче? Да. Македонче убаво ќе те нагости и после ќе ти изоговара. Да, има и така. Се сакаме еден со друг? Па така. Во кој сегмент ние сме топли? Еве во политика имаме ли топлина, имаме ли човечност? Топлината, политиката више народот ја брише. Во економија, во бизнис, дали сме топли? Дали газдите размислуваат за своите работници? Не размислува. Дали сме топли во Тоа сум го сообраќај? искусила од себе. Што ви се случи? И па ти го дава ка 15, утре ти го зима. Дали сме топли и културни во сообраќај, например? Секој гледа да пројде, не гледа дали е пешачки или не. Битно е он да пројде со колана, не ти да поминеш на пешачка. Баш сега ми се случи пред малце. Господјо, во кој сегмент сме ние топли? Во политика не сме, во бизнис не сме, во сообраќај не сме? Во ништо. Ние сме ептен. Ептен топол народ со тоа што прифаќаме све живо. Значи прифаќаме и други народности, националности, азиланти, све, а додека ние кога ќе одиме таму не дека не гледаат ептен на страна. Значи не мрзат. Ептен држа. Кога последен пат некој за вас направил нешто добро? Па не памтам. А сум направил милион работи на други, на пријатели, на роднини и така. Слушнавте ли? Овој више да го, ајде да не кажам кај да треба да се прибера. Овој не мисли на нас, не почитува. Не. Ни гази по нерви. И за себе не мисли тој. И баш му е гајле за сите нас. Така е, друже. Така е. Соговорников не се предава. Си држи до тезата дека западњаците се ладни, а ние кутрите топлички како вруќо бурекче. Запад си е запад. Можам да кажам пак ептен ладен народ спрема нас балканциве. Следува уште еден тврд орев. Се сакаме ли еден со друг? Ако со првиот комшиот нема, со вториот да. Што подалеку поише го сака, да? Се почитуваме еден со друг? Ја мислам дека да. Кога би имале шанса да заминете од Македонија на запад, кај тие ладните, би заминал? Не, ни сакам да одам таму. Ајде да се соочиме со реалност. Дали сме ние егоисти? Па тоа ти кажувам дека ние се сменивме. Во која насока? Освен егоизмот, што имаме друго кај нас? Што не чини? Злобни сме, завидливи. Не си помагаме да не се дружиме веќе. Не разговараме ни со комши, роднини нема веќе. Роднините знаеш дошто се. Само кога им требаш. Значи ние станавме запад. Да. И ние сме ладни? Па и ние оддалечи народов нема контакти, не се дружат, не она како што било порано. Јас сум бил 93-та у Франција, комшијата века 40 години живееле еднаш, биле на кафе и не ги интересира. Ја кога отидов 93-та со торби, седнувам на тераса, не прашуваат кого бараш, што бараш, кој си, што си, ништо.
И ние станавме такви. Не интересира за никој, секој се затворил сам. Добар ден не ми вика со уста, ми клима со глава. Кој не ви вика добар ден? Па, комши, пријатели, некој, нема, кај си, што си, нема се, брат кај брат, не иде, сестра кај брат, не иде, само по телефон. Бевме ли некогаш љубезни? Сме биле, сега не. Бевме ли некогаш културни? Културата нема не толку као, да речеме, нагоре, словенци, ово, она. Тоа ќе споредите сега културата во овој момент и културата пред 20 години, кога бевме покултурни? Порано сме биле покултурни. Западните луѓе си живеат во свој филм, ама барем се културни. Таму можеби човеците се студени и секој си брка своја работа, но има правила кои се почитуваат и затоа општествата функционираат. Ние се уште живееме во илузија дека сме многу топли, посветени, хумани, едноставно дека припаѓаме на некој розев свет во кој секој ден мирисе на пролетен цвет. Може би било некогаш, ама одамна веќе не е така. Неорганизираниот хаос и нељубовта опасно не удираат по глава. Десанка Николовска има 78 години и е прабаба на 2 внучиња од првиот син Златко. Вториот син Дане се оженил пред 3 години и го има синот Давид. Задолжена за чување е мадам Деса. Давид, опасен е Давид. Сонцето и на мојот живот, тој е многу паметен. На 78 години ти го чуваш Давид? Да, го чувам од 5 месеци. Сум со него. Да, со Давид сум од 5 месеци. И како оди чувањето? Многу убаво. Смешки, едно, друго, многу интересен. Цело време трча, натака, навака, игра, шизи, збори, се и се што зборува. Гледам фудбалерче. Фудбалер, како игра Давид? Гол, како игра? Гол. Детенцево не застанува. Ке биде од него нов Дарко Панчев. Секој ден одите на стадион? Кога е убаво времето. Иначе сега е многу жешко. 2-3 пати у неделата одиме таму. Он кој ќе го пуштам таму, ќе си седнам, он од еден крај на друг шутира, игра со големите деца, не можат да го стигнат. Овде колку што гледам си играте фудбал заедно. Играме нон-стоп. Он тука играме ние, па лом сликите ги прави, искаши таму сликата. Татко му пие кафе и он тука шут право шолјата кафе. Забавно вие со него. Ептен. Колку годинки има Давид? 2 години 4 месеци. Да. Браво. Да. Ве подмладува на еден начин. Од година па ја готова бев ако не се родеше он после короната. Короната мене ми донесе најубаво нешто. Се ожени синот на 45 години. Се запосли сега во еден хотел работи. А сега Давид во главната улога. Пумпа гума на велосипед. Джуска. Чука и фаќа ритам по олуците. Гимнастицира на својот кревет. За джиткање е махер. Дете како дете, полно со живот и кефови. Нормално е што господја Деса вели дека ја прави среќна. Патем речено, неа животот ичија нема галено. Мала пензија, маш ми почина на 50 години, немаше ни 50. У пролетер шофер беше. Ја остана без работа у Метропол, нели? На 47 години, извадив среќа инвалидска пензија, имам тешка фрактура на раката, рамото без јабучица ми е. И со браќајка преживеав, кога те сака Господ и дава живот. За да заработи некој денар плюс, по пензионирањето работела дополнителни бизниси. На почеток се преселила во еден мавровски хотел. По што работите? Све. До крајно чистење на кујна. Не експлоатирава, тоа не ни давава да јадеме. Само леп, бел и јајца ни пржева. 9 холестеролот ми стана. После тоа чувала возрасен човек. Каква собраќајка имав со дедово што го чував 7 години. Отидовме коњари горно, полниме вода. И он си пил ракија, јас да не знам. И болен беше од тоа срцето, шекерот се боцкаше едно друго. И онда претица автобусот, таа страна иде комбе и во Макази влегуеме и во тоа каналите. Значи колата до пола смачкана. Среќа што ја каишите ги носев, само гремнатинка имав. Дроб сарма ќе бев ако не ги имав каишите. На крај се грижела за дама во години. Баба чува во Пржино преку ноќ, 96 години втерпија. Грчки со нејзе научив да зборам. Здраво, како си?
Јасу посметелис. Знаеш што значи? Не. Дали ме сакаш? Сакам бе деса, како не те сакам. Поли агапимо, ова его поли агапимо. Те сакам многу. Да. Се знам грчи, од нера, од пат, од водата, ласо, сонце, илјос. Во слободно време пишува поезија. Тоа и е пасија цели 7 децении. Сите бараме нешто што го немаме. Сите сакаме убав живот и лесен, ама да биде искрен и чесен. На здрав човек се по нешто му фали и од време на време за се нешто се жали. Ама кога ќе ни се случи тоа што не сакаме, повреда или нешто друго тешко, тогаш на сите желби забораваме се. И само здравје и љубов сакаме. Само тоа едно ни фали, ние не сакаме куќи ни пари. Последниве години Десанка си дава раат на душата и летува на море. Годинава кај ќе се оди? Оваа година ќе одиме во исто одиме во Врасна, најубаво ни е Врасна, тука е пазарот, како во Драчево да сум. Во Турција, во Кемер, септембар месец, 12 дена во хотел, 50 метра до морето. Уплативте веќе? Да, уште една рата имам, на 3 рати. Кога сум покрај море со другарка ми Јагода, шетаме по 10 километри во ден, вели Николовска. Од време на време знае да скитне и подалеку од Балканот. Во Барселона, во Шпанија, 2016 година бев, во Монте Карло и Монако бевме. Се коцкавте? Јас сакав да се коцкам, ама викам, ајде, какви коли доаѓава све таму. Многу убаво паре, ние дојде со колата, каков Мерцедес го видов и него. Принцот, да. Тоа е тоа. Давидче ни даде бакнеш и не испрати. Му дојде време за нанкање. Поздрав до веселава дружина. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Минатата недела малку патував, бев во Виена, град со сите нишани. Шеташ по него и ги чувствуваш европските принципи и европските вредности по твоите стапала. Разгледуваш и си викаш колку се понапред од нас. Се до еден момент, додека не го сретнеш првиот балканец. Јас мојот представник од овој вид го сретнав во јавен тоалет. Тој таму се грижеше за хигиената. На влезот од јавниот тоалет имаше автомат во кој што требаше да се внесе монета од 1 евро за да влезеш внатре. Ние бевме двајца и седиме пред автоматот и бараме по нашите джебови некоја ситна монета, бараме, а притоа гласно зборуваме на наш македонски јазик. Во тој момент слушнавме како ни се обрати непознат глас на познат јазик. Се јави балканецот. Буцко! Буцко! Дајте ми мене 1 евро, ќе ве пуштам двајцата. Се почувствував како повторно да сум дома. Му пуштив под рака 1 евро на господинот, он го зема, ни ја отвори вратата и срекни влеговме да извршиме нужда. Ај друг пат ќе правиме мовет. Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. После третманите со матични клетки во Москва, напредокот е евидентен, па при крај на март следува нова интервенција која чини 8200 евра. Семејството има половина пари, недостасуваат уште 4200 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143 163 за претплатниците на Телеком и 143 461 за корисниците на А1. Ви благодариме на човечност. Птиците летаат со крилја, а луѓето можат и со јазик. Пријатно. Пријатно.